Со рацете во джеп нема да се врати довербата на граѓаните во правосудството. Меѓународната заедница повторно упати критики за влијанието во работењето на правосудните органи, кругот на блискост помеѓу судиите, обвинителите и адвокатите, но и за унапредувањето на судските и обвинителските позиции без заслуга. Најголемата недоверба е во највисоките органи во судската власт, судскиот и советот на јавни обвинители. Американските представници повторно бараат конкретни резултати за големите суми кои ги вложуваат за реформи. Еден од најзагрижувачките наоди е широко распространетата недоверба во функционирањето и независноста на судскиот совет, но и во однос на унапредувањето и разрешувањето на судиите. Никој не треба да очекува дека ќе се зголеми довербата на јавноста во судството доколку не дојде до големи промени. Зголемувањето на отчетноста и на одговорноста се одлична појдовна точка. За големите амбиции, но без резултати, признаа и домашните судии. Свесни бевме за предизвиците и за тоа беа постојани повиците од Сдруженијето на судиите, невладиниот сектор и меѓународната заедница за конкретна акција. Но дали дојде до таа конкретна акција? Што недостасуваше? Лидерство, иницијатива, инклузивност или сите заедно? Судиите и обвинителите најголемиот ризик за корупција не го лоцираат во себе, туку во вештаците. На високото второ место судиите ги сместуваат адвокатите, кои според нив прават злоупотреби за одолговлекување на постапките, а вина гледаат и во формирањето на обвинителните акти. Обвинителите ризик за корупција гледаат и во несоработката помеѓу институциите, а високо го сместуваат и влијанието на бранителите врз судските процеси. Очигледно е дека навистина тука постои сериозен проблем кај извештаите мислењата од вештаците. Според мислењето и на судиите и на обвинителите сметаат дека овие извештаи од вештаците се често пати контрадикторни. Ниту судиите, ниту обвинителите не веруваат во судскиот и советот на јавни обвинители. 72% мислат дека судскиот совет не се грижи за независноста на судството, а повеќе од половина судии не сметаат дека членовите во советот работат фер и на транспарентен начин, но и дека функционираат како независен орган. Слична е сликата и во советот на јавни обвинители, на чии одлуки повеќе од половина обвинители не веруваат дека непристрасно се носат. Во анкетата на мисијата НОПС врз која се обработени овие податоци, учество зеле 212 судии и 83 обвинители, а проценката дава мислење за независноста на судството и обвинителството за 2022 година.